Илиевски и прашува што е разлика помеѓу растворливи и нерастворливи растителни влакна и како да внесам доволно. Илиевски, разликата е нивната функција. Значи, растворливи, самиот збор ти кажува дека телото може да ги обработува. Најголемите бенефиции од растворливите влакна ги има кардиоваскуларното здравје и хормоналниот баланс. Зошто? Затоа што растворливите растителни влакна имаат за задача да се врзуваат за мастите, односно за холестеролот, и подоцна да се изфрла низ дебелото црево, а тоа значи дека дури научно е докажано дека доколку бета-глукан има едни растителни растворливи влакна, доколку ги внесуваш 3 грама на ден, ќе влијаат позитивно на нивоата на холестерол. Тоа е една работа. Втора работа, се прикачува на голем дел од солите од жолчката, кој што исто така се вбризгува во тенкото црево кога ќе пристигне храна, и при тоа има за задача при крајот, пред да се спои од тенкото црево со дебелото црево, тие растителни влакна да ги земат дел од тие соли на жолчката, меѓу кои што и многу нуклеарни рецептори со своите хормони, и да се изфрлат низ дебелото црево, и затоа и од исклучителна важност се за одржување на предсена на кардиоваскуларно здравје. За разлика од нив, нерастворливите растителни влакна не може телото да ги обработува, односно излегуваат неизменети. Нивната задача во најголем дел е многу позитивно влијаат на имунитетот, и науката се уште тек почнува да пронаоѓа одредени соединенија кои што се создаваат во дебелото црево, кои што и текако влијаат на општо здравје, на здравје на мозок и слично. И генерално луѓе кои што може би имаат проблем со столица и со баласт, најверојатно се дефицитарни со овие нерастворливи растителни влакна. Внесувањето доволно значи до 30 грама од прилика на ден. Растенија е местото кај што треба да ги бараш овие влакна, но најбогатите се, да речеме, овес, граф, јаболко, рж и така натаму. Затоа при можеби некаква редовна исхрана што ќе подразбира барем 3 оброци во текот на денот, ќе направиш многу поголема веројатност да ги внесеш овие растителни влакна. Јас би те советували да ги суплементираш, јас лично ги суплементирам, затоа што се претпоставува дека за да изедеш таа количина на 30 на грама на влакна, би требало да имаш 5 до 7 порции на растенија, или во превод да имаш можеби 3 парчиња овоше во текот на денот, да имаш 2 салати и можеби некаков друг извор на јаглехидрат, како не знам интегрален ориз, граф, леќа, боранија, грашок, но не секогаш секој од нас успева да ги стигне тие количини, затоа суплементацијата на влакна е по мене топло препорачлива, и тоа го зборувам константно ако доволно долго ме следиш, исто како и за омега 3 што јас го имам во исхраната и топло го препорачувам.